Во пресред на овогодинешното издание на Стрип Трип фестивал сметавме дека е добро да малку поразговараме на оваа тема и се разбира тука во Младинскиот културен центар каде што и секоја година се одржува овој фестивал. Ова ќе биде 4-та година поред и за стрип публиката, ако може така да кажеме, за оние кои што ги сакаат стриповите, за оние кои секогаш имаат љубопитност за тоа како се создаваат, што стои позади приказната и како всушност доаѓа до таа инспирација. Секако ова ќе биде еден навистина интересен разговор кој што ќе го имам во ние, односно во ова петочно издание на ние, заедно со моите соговорници. Ќе започнам на самиот старт со оној кој што е дел од организацијата, заедно со Младинскиот културен центар, а тоа е Владимир Битулјано, кој е заедно со нас утрово, па за утринска натилма и за нашите гледачи верувам дека ќе биде интересно, Владимир, малку да се вратиме наназад на почетоците, иако ќе речеме 4 години што не е многу временски, но од друга страна пак е добро што се одржува во континуитет и што имаме стрип публика, имаме поддршка, имаме добра организација и можност за убав фестивал кој веројатно е на задоволство на оние кои што го сакаат стрипот. Најнапред да се заблагодарам за интересот и ангажираноста. Телма секогаш редовно известува за настани од нашата стрип сцена. Да, точно е, ова е веќе фестивал кој што гради некаква традиција. 4 години точно не се многу, меѓутоа за нас е тоа цела вечност овакво. Затоа што се соочуваме со секакви предизвици и слични работи, меѓутоа секоја година фестивалот расте. Почна како иницијатива од МКЦ и фестивалот, морам пред се да кажам дека не може да опстои без МКЦ како некој и идеен творец и некој кој што обезбедува некаква инфраструктура. Ова е идеален простор за одржување на стрип фестивали. Растеме секоја година и оваа година исто во таа насока очекувам да имаме спектакуларен стрип фестивал. Можам да кажам дека од 5 до 7 јуни Скопје МКЦ ќе дише во знакот на стрипот на некој начин. Значи не следува викенд кој што ќе биде интересен за оние кои што се дел од стрип културата во Македонија. А кога зборуваме за тоа, тогаш како тоа би го опишале поточно, каква е според вас моменталната состојба на стрип културата во Македонија? Подобро е од тоа што беше порано, меѓутоа се уште треба многу да се работи. Стрипот е на некој начин на маргините, никогаш не ни бил некаков мејнстрим, меѓутоа посебно во поново време каде што имаме некои други интереси, пред се младите имаат афинитети кон некои работи врзани за екраните. Сакаме да ги отрнеме, сакаме да постигнеме некоја мала победа. Во таа насока стрипот е многу позитивен, помага да се развие навиката за читање, носител е на некакви позитивни промени во секое општество и урбани. Така што сметам дека е исклучително позитивно што е годинава по 4-ти пат ќе го имаме стрип трип во МКЦ. Така е. И бидејќи од година во година се развива, рековме и тоа е за поздрав, веројатно добро е да се малку разјаснат оние критериуми по кои што всушност во тој организацијски дел се прави изборот на гостите и учесниците или оние кои што се представуваат на фестивалот. Постојат ли такви критериуми и како се прави таа организација? Да, кога реков дека МКЦ е идејниот творец, значи тоа е институција без која што не би можел да функционира фестивалот. Меѓутоа покрај МКЦ постои една група стрип ентузијасти во кој се не вбројувам и нас. Значи, ние сме луѓе некои од светот на стрипот, кои што сме на некој начин коорганизатори, ја креираме програмата на стрип трип, одлучуваме што и како ќе биде, имаме значи шаренолика програма секоја година, многу активности, еве Бобан Пешов ќе биде главен гостин годинава, затоа што има спектакуларно дело кое што направи баш бум во Италија минатата година, а се однесува и на Македонија стрипот, да не откривам многу. Пред време, значи, ќе биде навистина еден многу убав настан, секој што е слободен, влезот е слободен, значи секој што има слободен, има време викендов, може да дојде да не посети да се увери на што ќе личи целата работа. Така е. Важноста, веројатно, меѓу другото, на стрип фестивалот е да ја направи и таа поврзаност на домашните стрип автори со меѓународните. Вие, како дел од организација, веројатно пратите и што се случува на меѓународната сцена, кога станува збор за стрипот или стрип културата, и какво е значењето или каков е уделот тука на поврзаноста на домашните автори со меѓународните или оние кои што можеби и има дел од гостувањата тука? Да, секогаш е многу корисно за домашните автори, посебно за младите, да се измешаат со некои луѓе кои што имаат некакво искуство од светот на стрипотот и тие
искуства можат само да им помогнат понатаму. Секако имаме и тука морам да ги споменам, например, Друженијето Мак Стрипови, они редовно држат младинска школа баш во МКЦ во месеците пред фестивалот, значи имаме база на млади потенцијални автори и идни, кои што само ќе добијат едно збогатено искуство со мешањето со автори кои што имаат веќе некакво интернационално реноме. А за оние кои што сакаат или се нови во светот на стрипот, за оние кои што ќе сакаат да се афирмираат или да научат нешто ново, колку овој фестивал е, да речеме, појдовна точка или отскочна даска, еве како и да се изразиме? Многу е, пак ќе кажам, често го користам зборот, позитивно е искуството. Значи, имаме и некои конкурси, имаме и стрип школа за млади, нивните дела ќе бидат испечатени во едно издание. Младите гледам на тие конкурси, значи имаме конкурси за стрип табли, имаме конкурси за некои корици насловни, масовно земаат учество, значи доаѓа до едно на некој начин омасовување на таа стрип култура, што е нужно за нас кои што сме во оваа сфера. Се чувствувате ли успешни на ова поле? Се однесува ова конкретно за младата публика? Ако зборуваме за впечатокот од сегашните изданија во однос на посета на помладата публика, прашања, љубопитност од нивна страна, па и интерес да се занимаваат со стрипот? Токму така, да, не би можел да судам дали е многу успешно, бидејќи сметам дека самиот процес е многу битен, па ќе видиме после целта кај ќе не однесе. Токму така, младите добиваат некакво прво искуство овде со овој стрип свет и нормално е тоа што го кажавте исто. Не можеме да очекуваме дека ќе ги оттрнеме, ниту па треба да ги оттрнеме од екраните. Секое време си носи некои своји обележја, така што не би навлегувал во тоа дали како што балансот е битен. Јас викам секогаш, секоја мала победа е битна. Ако успееме, са, два или не знам колку да ги оттрнеме од екраните, пак е некоја победа. Изучувањето на овие вештини или на стрип уметноста може само да им помогне во животот. Не само во светот на стрипот, тоа може да и во многу други дејности. Денеска, значи, вие сте баш со помош на тие екраните можете да творите од Македонија, а да продавате ваш производ негде било каде во светот, ако сте доволно квалитетни. Од таа гледна точка, овие искуства што ќе ги стекнат овде може да им бидат само од корист. Да. И кога зборувам исто така и за инспирацијата и за креативноста, ако знаеме мудро тоа да го користиме, може тоа да ни биде инспирација и да ни помогне во креативност и во творењето, како што споменавте. А кога зборуваме за инспирацијата или за тоа што се твори и се гледа на дело, тогаш исто од ваш аспект, што најчесто е инспирација кај стрип авторите, што најчесто се гледа во нивните дела? Јас сум некој кој што држи стрип книжарница, веројатно затоа што не сум многу талентиран или ја немам таа искра која што имаат стрип авторите да направат некакво дело. Јас само сакам на некој начин тоа што можам да направиме на луѓето да им доближам нешто што мислам дека е квалитетно и да го објавиме тоа. Вие сте поминале многу стрип содржина и што забележувате токму таму како нивна инспирација од ваш аспект? Значи тешко ми е прашањево да го кажам. Различно е, значи секој си е различен. Мене пак ќе кажам многу ме радува што постои еден мотив, една желба. Дечки од Мак Стрипови оние држат таа школа за млади. Да видите какви ентузијасти има тamo, со каков жар младите ги создаваат тие делата, значи тоа делува инспиративно и за мене кој што сум некој од некаква возрастна генерација. Така е, добро. Доста интересно, верувам одредени моменти и предизвикувачки кога станува збор за организацијата, но истовремено и дополнително инспиративно за човек кој што е дел од тој стрип свет, како велите не стрип автор, но доволно соочен со она кое што стрип авторите меѓу другото го прават. Ние ќе го продолжиме разговорот со еден наш и меѓународен. Благодарам, Владимир. Сега ќе го продолжиме разговорот со еден наш и домашен и меѓународен стрип автор, кој што, како велите вие, да си го викаме наш домашен, но нема да го занемариме фактот дека е и меѓународен и ќе ни биде задоволство и инспирација да позборуваме заедно со него. А со нас денеска е и Бобан Пешов, кој што е автор на Беше еднаш на истокот. Го имаме овој примерок во
оваа форма, поточно пред нас, за да може вака да го прикажеме. Се разбира ќе си одат инсерти и фотографии каде што ќе биде тоа доволно транспарентно и за нашите гледачи, а јас ќе му посакам добар ден или добро утро на Вован. Добар ден. Специјален гостин на ова издание на фестивалот на Стрип Трип фестивал, но она кое што веројатно би ни интересирало и како би течел нашиот разговор се малку кон почетоците, односно оние кои што знаат, за сите кои не знаат, веќе долго време живеете во Италија, но во Италија однесовте и прикажавте нешто кој тоа како е олицетворение на Македонија, но прикажано преку една интересна стрип содржина. Беше еднаш на истокот доста популарно кај македонските стрип автори и стрип публика, така и во Италија. Но да почнеме со ред. Како и кога се преселивте во Италија и кога започна вашата љубов кон стрипот? Јас сум у Италија отидел од мал, 1996, окей. Татко ми беше одел пред нас. Ја довајам од Виничко село, источна Македонија. И сам бил мал, ја не сам ни одил на школа туку во Македонија, затоа не ни изборно убаво. И сам веќе там, таа година 30 години веќе ќе напунам у Италија. И у јули, и тоа значи уште месец треба да правиме голема забава. Да, јубилејна. Да. И започнаваме таму Италија со брат ми, со мајка му идеме у 96 година. И имам многу јасно сеќавање од кога сам бил мал, какво е било на времето и сите емоции кога сме били настапили прв пат во Италија, после многу години што видуваме татко ми што беше там како мигрант и легален од почетокот на 90-те години и после он кога успеа да земе документи, донесени нас во Италија и така. Од почетокот почнавам ја учи сите школа таму во Италија и после учих личе артистико во ликовно средно школо во Алба и после продолжих со архитектура. Имам диплома на архитектура, ама никој пат не сам работил како архитект. Оти кога заврших, кога земах дипломата, поставих си тоа прашање, сакам ли да бидам архитект? Не сакам да бидам архитект. И започнах после со YouTube. Мој почеток е YouTube. Јас станах од почеток 2014 година. Прво почнах со видео YouTube, дека цртах и правех коментари. И меѓу јас сум таа генерација јутубери од 2014 година до 2018 што добих доволно голема публика. Мојот канал стигна до 150.000 следачи и тоа е мојот почеток. После настапија првите продуцерски куќи, видеа дека цртам и дека се интересирам и со стрипови. И плюс сите саеми на стриповите не са само концентрирани у стрипо, ама се концентрирани другите медија, пример кино, серија, ТВ, ја и така викам. И сите тоа што е поврзано за инфлуенсер, со свето на Twitch, на YouTube, и ме викаше како јутубер. Гост, не ме викаше како автор. Ете така. И после там запознах тај сектор, запознах и големи продуцерски куќи и започнах и со стрипови. Ама од почетокот цртах се стрипови, издавах стрипови пишени од други автори. Сценариото беше на други. Ете, сценариото беше на друго, јас само требаше да цртах и се е концентрирано со сатира, со нешто интересно, со веб комик се вика тоа. И после 2019, после ковидо, да ставиме тај секој пат е како граница, ковид. Трети по. Човек може да направи еден голем брейнсторминг, вика, мора нешто да издадам, нешто мое, што е персонално, нешто што ми доаѓа од срце. И почнах во 2021 почнах да дам првите идеи со една продуцерска куќа што се вика Тунуе, што ми издаде после стрипо. И ја презентирах првите идеи на стрипо во 2022. На нив се ареса одмах идејата за да раскажам таа персонална сторија.
што е поврзана со мојата фамилија. Ја добих инспирација и некои анедоти, како се анекдоти што ми ги раскажуваат татко ми кога е бил мигрант илегално од почетокот на 90-те години во Италија. И собрах сите тие информации и додадох некои мои експериенци, искуства, мои лични искуства и гледах да направам мешап, микс и ја формирах после таа сторија и ареса се на Тунуе, продуцентската куќа италијанска, и после во 2025 издадоме Черноволта Лест, преведено македонска беше еднаш на истокот и тоа. И запознаваме се после и со Владимир и едно ја сега гледах колку што мога да раскажам историјата на брзина, ама тоа е. Да, мора и нели некои детали кои што се меѓу другото клучни за целата таа приказна, верувам интересни за нашите гледачи. Еве јас ќе додадам нешто што постои е дел од книгата или како опис. Приказната за истокот не само како географска одредница, туку како состојба на умот и душата, додека една држава се распаѓа и на секаде наоколу, како печурки под дожд, никнуваат нови граници, а полека се појавуваат и првите транзицијски херои. Едно семејство го бара патот кон подобра иднина. Ова е рамката во која е сместен графичкиот роман Беше еднаш на истокот, а во него токму Бован Пишев не води на едно чудесно меѓугенерацијско патување помеѓу минатото и сегашноста, истокот и западот, различните национални идентитети, Италија и Македонија. Листајќи низ страниците во приказната се преплетуваат спомените, надежите, реалноста, потрагата по припадност и тивко ненаметливо речиси незабележително провејува едно суштинско прашање: каде е домот на вистина? И претпоставувам дека ова прашање често пати си го поставуваат оние кои токму од Македонија, без разлика во која возраст, се заминуваат нели од своето родно место и одат во некој друг дел од светот. Каде и да е тој дел од светот, иако се таму долги години и се чувствуваат нормално, сигурно, безбедно и го живеат животот, сепак еден дел, нели, некако го поттикнува тоа прашање: каде е домот? Всушност, веројатно домот е таму каде што ни се неблиските и таму каде што ни е убаво. Но колку често, Бобан, вие си го поставувате тоа прашање: каде е домот, и колку навистина, ако зборуваме помеѓу Италија и Македонија, колку или што е точно одговорот на прашањето? Кој е домот? Тоа е тешко да се одговори. Ќе кажам нешто интересно. На времето ние кога почнаваме да доваѓаме летото по нашиот крај, доваѓаме се секој лето и ние сме меѓу први македонци во Италија и сме секој пат били гледани како тие што се успеали. Некако доваѓаш со понова кола и луѓето од село не се навикнени да гледат некоја понова кола, се се навикнали били со застави, и со стари коли. И они мислат, дојдели се италијанците, доваѓаат си странците. Од тоа време, по тоа времето. Првите, на крај на 90-те години, кога почнаваме прв пат да доваѓаме у Трсино. Трсино е селото дека доваѓаме у Виничко село. И гледат, и странците си доваѓат, и многу интересно, и ние сме странци во Италија и странци во Македонија. И тоа е, и не знам, ја не знам да одговорам, јас се чувствувам, мој дом си е и Македонија, сам многу привлечен, не само како идентитет на Македонија, ама последно време и како целиот Балкан. И многу ми е интересно да го гледам обширно, целиот стил на Балкано и традицијата, балканската традиција. Тоа ми е многу интересно, тоа некој пат сам многу нерд, поврзано со тоа што сакам да ги знам и работите што се поврзани и со другите држави што се били во Југославија. И ми е многу интересно, не само Македонија. Како што ми е многу мило да ги откриам тоа што са на нашите традиции поврзани у малечок простор, по источна Македонија. И се чувствувам, ја кога си доваѓам у Македонија, се чувствувам, тоа се мој дом. Доаѓањето колку е често? Еднаш кога годината, 2 недели, 3. Доваѓам секој лето. На времето си доваѓах малце повеќе, на млади години. Са е потешко, со работа, не е баш полесно. Така е, да. Јас ќе продолжам уште малку во насока на
стрип културата или стрип творењето, еве така да го кажеме, она кое што меѓу другото се одвива и во Италија или да речеме интересот кон стрип културата, како таму е во споредба со Македонија, колку италијанците се заинтересирани за тоа, колку има посета на вакви фестивали, верувам постојат, и како таму се представуваат, еве да речеме, какви се таму организациите на вакви фестивали? У Италија има големи стрип фестивал, што се тие побитните, што се 3-4. Пример, Лука Комикс е најбитен стрип фестивал у цел свет, не само Италија. Okay. Комикон Наполи, Етна Комикс во Катања, и после има и други различни фестивали што са повеќе микс, не се само поврзани со стриповите и центрирани стриповите. Games Week што е многу за видеоигри, ама има и страна што презентираат и продуцерски куќи и стрипови. Има и многу фестивали, има и на секој чекор. И некој пат е дури току што има многу стрип фестивал, што ме викат на повеќе стрипови во исто време. Некој е у Јужна Италија, некој пат невозможно е, и не мога на сите да. И затоа е интересно, има ги многу, дури превише. Оти културата не само на стрипо е развиена, развиение и стрип фестивал не е само поврзано со стриповите, како што кажа преска, поврзано со многу повеќе медија. И затоа некој пат и на тие стрип фестивал доаѓа некој познат инфлуенсер, доаѓа многу голема публика. Да. И може за стриповите не ги интересира. Не дека са спрема читачите и спрема публиката на стрип фестивал, малце не е баш балансирано. Ама има ги многу. Спрема разлика од Македонија, што се последно време, како што думаше и Владимир, развива тај интерес за свето на стрипове. Ја партиципирам, така да се вика, учествувам на побитните, на поголемите стрип фестивал и се многу интересни, има и премии што са награди за кандидатури, награди за најдобри стрипови, за најдобри што е издаден у 2025-2026 година и са интересни, и са ептен многу големи фестивали. Кога се твори во стрип културата или кога се создава на таква стрип содржина, што е најчесто ваша инспирација? Од каде потекнува таа? Ја у животот не сум бил многу голем читач на стрипови. Имам многу стрипови читани, ама не толку многу, како разлика од мои колеги. Ја сам повеќе осакам киното. Имам многу гледам филмови. И титоло, како се вика на македонски, насловот е инспириран на едни познати филмови од Серджо Леоне. Беше еднаш на Запад, на Дивиот Запад, што е од најголемите уестерн, спагети уестерн се вика стило на филмови. И тие са филмови што се излегнали на времето кога италијанците учеаше американците како треба да се прави кино. И повеќе јако треба да добивам инспирација, јас се многу базирам у филмовите. И тај стрип беше на истокот, кога некој чита, одмах ќе примети дека е мислен како да е режисер некој, ставено камерата и оставил улогите да комуницират. И тоа е повеќе моја голема инспирација. Ја гледам многу филмови. И некој пат и некои сцени кога ги нацртам, се гледам да прво мислам на кој филм сам ги видел и да гледам некако да направам истото. Читам и стрипови, читам и големи автори, ама почнав да читам после кога веќе почнав да цртам стрипови, дознаев од многу големи автори, ама киното ми е секој пат на прво место како инспирација и после сето тоа што го живеам и што го живеах со фамилијата,
секојдневниот живот, некој ми добива, да дава ми некои инспирации за да мога да раскажам и на смешен начин, и на драматичен начин. И да се пренеса пораката. Да. И сето тоа го правиш со зборови, со цртежите. И некој пат не ни треба многу да се пиша. Ја гледам некој пат и само од цртежот да докаже нешто повеќе. И да се го протолкува оној кој што го гледа на свој начин, веројатно и да добие таа вистинска порака. Што значи за вас учеството сега на македонскиот стрип фестивал? За мене е голема емоција. Ја стварно прв пат кога издадех беше нашко во Истокот, одмах гледах да најда начин како да стигне во Македонија. И не ме интересираше колку ќе го прочита, беше ми желба тоа. Историјата е тоа, што е персонално, ама и поврзано е со целата диаспора македонска што живее во Италија. И не само тоа, е поврзано со многу луѓе што се го живеали истото ја што сум го живеал. Не баш ја, ама моите родители. Јас сум среќната страна. Тоа е што збира убавите работи од трудо на родителите. И знам дека има од моја генерација што се го живеали истото. Не е битно дали са македонци, може да бидат и албанци, и румунци, и срби, и од целиот Балкан, и може да бидат и нордафриканци, и северноафриканци, како се вика нордафриканци, ја ги викам. Не е битно. Битно е дека сите сме поврзани, имаме нешто што сме поврзани, дека имаме нашата персонална историја, лична историја да раскажеме. Ја гледах со тај инструмент, со стрипот да раскажем. Може некој со песна, некој ако е пеач или рапер или така, може да искаже со некоја песна. Има познати пеачи во Италија што искажат нивната историја со музиката. Јас сум избрал тај медија. Да, ете и тие што избрале веројатно тоа да го следат и на еден таков начин да читаат, гледаат и доживуваат инспирацијата на стрип авторите, особено на оно кое што ќе го видиме на овогодишното издание на Стрип фестивал. Верувам дека и тоа како ќе го доживеат и емоционално или емотивно, но и за сите кои што разбираат, нели, стрип културата, веројатно уште повеќе со задоволство како една публика и уште едно успешно издание. Бобан, јас оно кое што ќе ви го посакам се разбира е успех понатаму во Италија, конкретно таму каде што живеете и работите, и се разбира во вакви средби од време на време во Скопје. Преку стрипот ќе имаме можност повторно да прикажеме можеби нешто ново и интересно за нашите гледачи. Фала многу.